Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. И денес вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. А денес имам задоволство и чест да наш гостин да биде мојот колега, шаховски колега, се разбира, фиде мајсторот Љубомир Хаџиманев, кој што е мајстор во практичен шах и е мајстор исто така и во дописен шах. Љубомир Хаџиманев го познавам повеќе децении од дете, затоа што тој покрај тоа што многу успешен беше во својата инженерска работа, секогаш бил активен на шаховски план. Значи, така било кога сум бил дете, така и ден денес. Имено Љубомир Хаџиманев и ден денеска, иако веќе на 77 години, е се уште активен шахист, еден од ретките во својата генерација, би рекол дека единствена појава. И тоа не само што игра на турнири по класичен шах, туку игра и на турнирите по дописен шах, по забрзан шах. Единствено брзопотезни турнири, либо колку што знам не играш, ги избегнуваш, но затоа има едно убаво друштво и сите тешки влюбеници во шахот, нели, тука и Димитар Качаковски, Роберт, нели, исто така. И тоа убаво одбрано друштво, пали кола и оди на турнири во околните земји, значи се активни играат, но се разбира Љубомир Хаџиманев е од нив повозрастен 20 на 25 години, единствен, значи навистина сениор во права смисла на зборот, кој што се уште е активен и има добри резултати. Здраво за Љубо. Здраво. Што сме тука за шах и она секогаш е пријатна атмосферата, но денеска имаме плюс посебен повод, значи, а тоа е туку што завршената книга која што се вика Дописниот шах во Македонија, еден прекрасен труд. Имав можност малку да видам книгата, е напишана прекрасно, значи табелите се е така читко, така јасно, така видливо. Мислам, наистина сум одушевен и книгава не е богами малечка, таа има 266 страни, мислам со табели, се прецизно со сите тие настани и навистина да речеме, практични шахисти кои што малку се занимаваат со дописен шаха не знаат колку е тоа интересно. Иако јас прво да ти кажам, како дете се сеќавам многу убаво, имаше викенд турнири порано, тоа 70-тите години, јас уште бев дете, на пола сат, тоа што се викаше викенд турнир и нели автобусот ќе беше запален во петок попладне, се одеше, се сеќавам ние ФЦУ 55 кога што играв јас, имаше турнири во Маврово. И во петок приквечер таму се игра и сабота и недела, имаше време и за дружба и за се. Но мене ми беше многу впечатливо уште тогаш, кога шахистите кои што играат дописен шах, како тие се собираа во група и разменуваа мислење, анализи, гледа. И не само тоа, туку тогаш, не знам дали помниш, беше швајцарски систем и југословенска кружна варијанта. И имаше голема пауза помеѓу партиите, доека ги стопнат паровите, затоа што имаше над 100 учесници. И навистина судиите имаа многу таа тешка техничка работа. И вие повторно знаете да соберете, иако сте во овој турнир, значи да си докажете да се... И мене ми беше тоа навистина фасцинантно. И го помнам и Ристо Кизов, и тебе, и покоен Крум Крстев таму, па и Динче Илиевски, па можеби и Мојсовски покоен. Значи, така некое друштво беше се ентузијасти, ама не сум ентузијасти, но мајстори во дописен шах и тоа. И така, и баш ми е мило, затоа што ова е прв ваков труд. И нешто во последно време се случува нешто и во ова издавачка дејност, да речем, затоа што тој запис сепак треба да остане. Тоа е историја. Тоа е историја. Значи, ова другото се заборава и но партиите во книга, кога ќе седнеш да прочиташ, јас имам задоволство дома да имам и книгата од Дејаничевски, значи Ритпаничевски одбрани партии и Димитар Илиевски, легенда на македонскиот шах, со лична посвета и Дејан и од ова. И сега овој труд, а видов сега минатиот пат кога беше Кизов, дека едициите, списанието македонски шах кои што избегуваше 1970-1972 година се укоричени и ставени сите на едно место за да имаат луѓето во книга преглед на сите тие броеви. Сите ние сме ги имале некогаш сме ги читале, ама кога се споединеше броеви ќе се зафрлат некаде и така натаму. Во ред
денеска биеш значи повеќе битка во сениорска конкуренција, да речеме, меѓутоа ти и во целокупна конкуренција си многу конкурентен. Значи сите знаат Иво дека Живане и кога бил млад, потешко е за децата. Потешко е за младите, ама и денеска си тврдора. Кога би значи не има лесно на младите кои играат и кога си на оваа возраст. Добро. Исто така, нели, си експерти за компјутери, за компјутерски програми. Тоа ти беше работа? Беше работа, 40 години тоа работа, не 40, ајде да речеме, 37 негде. 37 години и тоа почетоците кога се појавуваа компјутерите од 71 година. Од 71 година од самиот зародиш и сето тоа сега денеска се рефлектира во дописниот шах, затоа што порано дописниот шах се играше со години. Па не знам која серија ја гледав некоја и се таму у турско време нешто. И од овие што се поголемиве достоинственици таму турски и се тие не ви се имаат. Тука поише жени, сите му доволуваат на тој велико достојник. И вика, некој го праша, која ви е вам главна разонода, значи, што најдолго ве забавува? Нели се имате? Вика, најдолго вика ме забавува, вика шахови. Како шах, вика, вие со никој не играте? Не, вика, играме шах. Играм ја дописен шах со тамо некој од некоја друга земја, па вика, ама еве пола година не ми прати потес. А многу интересно. Да. А вика, многу интересна позицијата. Ете, тоа беше на секвенца од една серија. Така што помнам дека еве и во книгава пишува како одат тие првенства, нели? Првенства на Југославија, Куп на републики и покрајни, се играше тој во практичен шах. Меѓу републики и покрајни, но и во дописен шах, но таму траат по 2-3 години, нели? Да речеме, првенство е 2 години и така натаму. Но повеќе за тоа ти да ни кажеш, прво за овој труд, колку време, ова треба баш време, гледачи. Да. Колку време ти требаше? Прво, како дојдовте до идејата? Дали дојде сам или твоите колеги некој од дописничар? Еве, скажи. Види, таа идеја мене ми стои повеќе години уназад. И колеги, да речеме, не знам, Роберт Качаковски, викаше тогаш, ајде бе, стај ги твоите партии дописни, има околу 130 партии, квалитетни се тие партии. У некоја книга, у нешто објави ги. И ја негде пред 2-3 години, 2018, почнав да собирам материјал. Што треба да ги имаш тие, нешто имав, нешто немав. И за да се припремам. Да, па и табелите правиш како што не е едноставно воопшто. Да, ја ги барав тие часописи бюлтени по цела Југославија. И сега некако се уклопи времево, престана со пандемијава, останав дома. И си викам, сега му е моментот. Кога не играш шах? Па не играм шах, иначе нема време, годишно играм по 7-8 турнири. Еден од најактивните е, во душевнички да се го полите. Тоа ми беше малци туризам и во шетање и пријатели по цела бивша Југославија и така. И негде во март, кога се почна, кога рекова има пандемија, нема турнири, и почнав тоа да го ставам на купче, да го пишувам. И многу брзо ги собрав, мислам, партиите што бева, некој концепт имав направено, меѓутоа како работев, ми доаѓа нови идеи. Ти се отвараат нови идеи. Ја викам некош апетитот доаѓа за време на идејата, не се зголемува, така и ти си почнал и баш. Пишуваш, ја не сум пишувал самостално книга, сум чествувал али прво мислев негде 150 страни ќе биде, сикам шо да пишам книга. После тоа морам да кратам, затоа што испадна превише. 260. Така да пофрлив натре и историја на дописниот шах, како се играло и на светско ниво, во Македонија исто. Ги опфатив сите македонски дописни играчи, познати. Не знам дали знаеш, значи, да речеме, Бидев бил дописен играч и он така почнал да учи шах. Тоа не се го знае. Затоа што он бил многу слаб со здравјето. И уште таму бивша Југославија тоа зборуваме. Он работел на шахот преку дописен шах. Најстарата партија што имам, нажалост од Бидев немам партија најдена допис. Тоа ми е многу криво. Најстара што ја најдов е од Георги Полјаков и он играл дописен шах. Па
Да, кога кажуваше Качаковски кога кажуваше за и него. за Бидев, и Да. за Полјаков, и за Мартиновски, значи не сум знал дека сите тие Да. играле и дописниша. Значи, таа е 40-та година партија ше игра Полјаков. Значи, Полјаков бил и македонски првак. Да, да. И имам, значи, офатено период од 40-та година до 90-та. Значи, тоа е точно 50 години, затоа што после 90-та година, мислам што Југославија не се распадна старата држава, него се појавија компјутери и ми беше не дали да играм или да не играм, играш од таа страна, може би играш со компјутер, знаеш. Што не е забрането, меѓутоа сепак друг е впечатокот. Друго, Македонија се осамостои, фирмите се растурија, се приватизира, работата ми стана многу поинтензивна, затоа што се во приватна фирма. И така да го напуштив дописниот чак, дури го напуштив и редовниот чак. Значи, Да, тогаш имаше нека пауза, да. да, скоро 20 години пауза. Тек кога се пенсионирав, си викам што да работам, најпак шах игри. И така 2010-та почнав поново да играш. Не се закнигува да се вратиме. Значи, прво ми беше идеја да ги ставам сите мои партии и вака познати од македонски играчи. Меѓутоа кога почнав да ги работам турнирите, значи книгата оди хронолошки. Турнирите македонски, да речеме, посебно овие што се легенди беше викам на дописне шах што ги спомнавме, тие си се посебен дел, посебно поглавје. А македонските турнири, односно не македонски, тоа се турнири на ниво на бившата држава. Значи имаше еден турнир кој се воспостави 73-та година, се викаше турнир на републиките и покрајните. И тој турнир остана до 90-та година, значи се одигра 8 турнири на секои 2 години. Нашата македонска репрезентација, почеток не бевме баш добро, сепак. Почнувавте дека влезете во бизнисот, што после третиот турнир ние бевме, ајде да не кажам водечки, ама меѓу првите 3. И имам тука и табела, може ќе ја покажеме после. Од тие 8 турнири, македонската репрезентација е 2 пати шампион на Југославија, 2 пати втора и еднаш трета. И кога ќе го споредиме тоа со другите републики и покрајни, од тоа време, ние имаме највише поени, највише... Целокупно земено за сите. Сме ние победник, а тие турнири на републики и покрајни беа врв на југословенскиот шах. Играа најдобрите играчи, бидејќи имаше и клубски првенства, но тоа беше помало, ова беше многу важно. Иако, да речеме, Србија, Хрватска и Словенија има појаки шахисти од нас. И поголема традиција, претпоставам. За да збориме за Словенија. Словенија, можам да кажам и може и после ќе зборуваме, Словенија е денеска велесила во дописниот шах. Има неколку велемајстори, има светски првак, има едно чудо интермајстори, значи во сегашниот дописен шах, кој се игра со компјутери. Така да таму остана традицијата во Словенија вече од времето на Видмар. Доктор Видмар, велемајстор. Доктор Видмар 20-тите години бил он вика дека бил пети играч во светот. Например, на турнирот 1924 година, значи он вика како он себе се позиционира. Он има една многу убава книга, за жал, се вика моите 50 години во шахот. И е напишана само на словенечки и на германски јазик. И јас сум имал можност, односно ја имам и дома во библиотеката, со некои скинати страници. Не знам и од каде точно сум ја добро, не можам да се сетам одамна има. Тој толку убаво пишува и коментира свој партија. Се тоа, сите моменти кои играл со Алјехин, како прел, како Алјехин му снемало цигара, па му подал, дека рацете повторно, вика, се размрда, вика, му припали брзо. И вика, повлече, вика, јако, силно повлече, вика,
уште неколку дима вика пред да ги одигра вика последните потези во таа драматична немирна партија, која што Патен речено Видмер е бил социјален вика многу убаво. И вика беше тоа само уште една сенка од големиот демонски алејхи, така пише. Ја тоа сум го запомнил затоа што ми остава впечаток неговиот стил. Се тој истиот Видмар, значи 20 години, он вика од мене се сигурно вика посилно. Значи Васке, Капабланка, Алјехин, значи тие тројца сигурно и може би Нимцович. Значи ја некаде би бил пети. Вика како вика Боголюбов, ова не вика Боголюбов, вика он вика е бил Плитек. Значи Плитек бил, не бил главен шахист и така натаму, значи конкурентен. Ама за Видмар, например, не сум прочитал дека играл дописен шах. Он е светски првак на првото незванично светско првенство во дописен шах 37 година. Браво. Инаку него татко му ги фрлил книгите, он успеа да набави германски книги од претпоставникот Тараш, знаеш си така? Ама кога му ги фрлил книгите, вика, беше касно веќе. Веќе било касно. За Видмар, бил интересно, да, вирус од него, да. Добро, врати се ти, значи Видмар бил и он она, значи, пионер, да речеме, на таа дописниот шах во Словенија, кој што има така силна репрезентација уште тогаш, па и денес. Да, моје време кога играв беше Франчек Брклес, мајстор, еден од првите во бившата Југославија. Така да остана таа традиција во Словенија. За жал кај нас 91 година прекина. Освен се уште играше Ристо Донев, ќе зборуваме покасно за него, кој што беше последниот шампион на Југославија. Шампион на Југославија која заврши до 89 година и се пласира на полуфинале, светско полуфинале као шампион на Југославија. Браво. И од таму се пласира и на финале на светско првенство. И таму ја освои титулата Интермајстор. Он е едини македонски дописен играч кој има титула Интермајстор. Иако млад, иако со тешка болест, практично инвалид, тежак. Да, со тешка болест, само со една тавека од двај може да ги мрда фигурите. И направи, бидејќи седи дома, тоа, значи шахот му е за него го открил нов свет. Он за 7 години кога почнува да игра, он е, мислам, 62 годиште, од се помнат. Да, нешто помнато е на некога. И мислам дека од 82 почнува да може сум грешка или Значи на околу 20 годишна возраст почнува да да почнува игра. дописен, разбира дека има дописен шах. За 7 години он одигрува 7 турнири, на 5 победува, на 1 е втор, на 2 е втор. И така се пласира, значи, до првенство на Југославија. Ние комуницираме вака преку компјутер. Он е веќе почнал да работи на своја книга за неговиот живот, али шахот му е неговиот живот една од најважните работи. Така да очекувам исто да напише една книга која што ќе биде интересна и од тие шаховски сега понатаму за книгава. Значи, ударното место се турнирите на републиките и покрајните, кај што ние како Македонија, во време република, ги постигнуваме најдобрите резултати кои нажалост никаде не се запишани. Тоа ми беше главна идеја во книгава, тоа да остане на некаде запишано. Тоа е историја на македонскиот шах. Како има Елевија Челебија кажано, тоа што е запишано е видено, ако не е запишано, па да не било. И Чувениот патеписец, нели? да. Така да тоа е ударните турнири, значи опишани ми се 15 турнири на тие што сум играл, од кои се 8 овие турнири. После тоа имам опишано неколку турнири на ниво на тогашната Југославија, имам турнири кога сум играл за репрезентацијата на Југославија. Може да кажем некој збор за рейтингот, тука ме повеќе ова. Во дописниот шах рейтинг покасно се уведе. Значи во редовниот шах рейтингот се уведе негде 70, да. Така, и со тоа што јунаца се пресметала. Можеш и на леки да му пресметаш рейтинг. Дописниот шах каснеше на 15 години со тоа
и се уведе тамо до средината на 80-те години со тоа што се евидентира меѓународните турнири. И на првата југословенска листа што испадна, само јас и Спасе Ковачевски од Охрид бевме на таа листа. Зашто ние имавме доволно партии одиграно на меѓународно ниво. Имало некој минимум што морало да се исполни за да Веројатно, излезе. сега не ги знам правилата. Ја на таа листа бев шести на ниво на Југославија со 2455 поени. И затоа и ме викаа во репрезентација. И добив една покана за следното првенство, кога победи Ристо, следното 20-то првенство, ја не играв квалификација, не ќе да играв два пати и видов дека тука нема некоја логика, зашо беше проблемот. Луѓе почнуваат да играат, ако видат дека нема шанси се откажуваат. И сега ти се мачал со некој и на крај некој ќе испадне одгоре. Да, а може да не играл со него, ти веќе си изгубил контролата да, така. Да. Со Тоа веќе не регуларен до 12,5 поени од 15 партии, ја бев трети на такото. На секој нормален ќе бидеш прв. Убедив. И сам. А само двајца одат у финал. Директ не игра више на тие. Меѓутоа добив покана специјално од селекторот Ибрахим Капич, покојниот од Босна од Бања Лука. И дали сакам да играм на првенството, но тоа беше 90-та година, 91-та. И ја више и се надзираше дека нема да ја биде готова, а и се откажав од шахот, така да и не играв, а не се ни одржав. А не се Да. Значи, офатени ми се тие турнири, офатени ми се настапите за репрезентација, неколку. И после тоа подам на една селекција, и за време на турнирите давам не само мои пари, давам пари и од успешните играчи од репрезентација. Посебно имам цело поглавје за најуспешните македонски дописни играчи. По некоја партија што сум успел да најдам, сега не можеш, некои се дори и оригинално коментирани од нив. Коментирани и ги објавувале во билтените, излегуваше на ниво на Југославијско, излегуваше билтен на дописна шах. Секој месец таму се евидентира резултати и кој сакаше партии да прати со коментари и така. Това и имам уште ова што ги спомнав легендите, и ти ги спомнав, значи и за нив има посебно поглед. Значи Павле Видев, тука ги пишува Георги Пољаков, Евгени Мартиновски и Ристо. Ристо, кој што е, и пак го сметам за легенда, овој кој што најголеми резултати постигнат без конкуренција на ниво на македонските играчи. И на крај имам, тоа што и ти го спомна, не може да избегнам компјутерите и шахот, мислам тоа ми е струка. Тоа и претходно само да кажеме, значи порано само дописниот шах нели се играше со години, се играше. И тоа беше таква не само постојан тренинг, не само расширување на репертоарот, на отварање, да речеме, за практичен шах и за поврзување на отварањето со средишницата, планови и така. Исто така и завршниците, тие се мислат прекрасно играни завршници, кои имаш ти време се да видиш како што нема превиди. А што е интересно денес кога гледам коментари на овие партии на најголемите светски шахисти и кога се повикуваат на некој нов потез, нов план, ама стално е во игра некоја партија дописна. Што значи тоа? Дека денес може би некој прави бизнес за тоа, не знам точно, ама најдобрите шахисти кога се подготвуваат, значи главните бази им се бази со дописни партии. Затоа што тоа се луѓе кои што играат добро шах, имаат идеи, а тука се компјутерите тоа да го обработваат исто така. Компјутерите и најмногу по дописни партии учат и наоѓаат и после двигаат они во практични партии многу важни и себе, значи се издржани и така. Така да овој дописен шах денеска е поинаков, но е супер ценет. Значи и за најголемите шахисти. Да ти кажам на оваа тема, кој ги Ристоничевски, имаше обичај, бевме и комшии тука на, он викаше 7 минути од кај мене до кај тебе, и навраќаше кај мене, знаеше дека играм дописен шах, си носеше тетрадка
да запишем што имаш ново. Аха, да. И коментираше, вика, овие партии се на велемајсторско ниво. Што беше мене посебно признание, признание. Нормално ти кога анализираш 3 дена потез и повеќе ќе ги најдеш најдобрите потези. А не мора да значи. Не мора, има и преведи, ќе видиш во книгата, има и преведи. Во тој смисол што спомнавме на мајсторски партии, баш и ти кажа, значи тие партии се на многу повисоко ниво него редовните партии и ги користат. Јас се сеќавам, скоро прочитав, дури Карлсен спомнува некои такви моменти. Карлсен, Вашела, Граф, Арња, сите тие користат бази на дописни партии. Тука го црпат главниот оној материјал, тој полу скриен, а се дообработено од јакиве компјутери. Добро, в тоа време, значи, и јас кога играв, немаше компјутери. Тоа беше друг, тоа беше баш оној убав шах, романтичен шах, кај што само на својот мозок се подпираш или тебе може да ти подкаже некој пријател, колега да размените мислења, ама не повеќе од тоа. Не, ништо. Да, сам да копаш. Да, сам да копаш. И сега, велемајсторски турнири така? Сега, значи, 81 година, Македонија доби од Шаковската федерација на Југославија, доби, да речеме, не знам, као задача, едно признание да организира велемајсторски турнир, дописен, светски, со учество требаше, односно 7 велемајстори, 4 или 5 интермајстори и ние од Македонија 3, од кои двајца бевме мајстори и еден беше М клас. Крстев беше мајстор и ја мајстор и М класа беше Мишо Антоновски, селекторот на македонската репрезентација со години. Тоа беше фантастично јак турнир. Еден велемајстор се откаша така да останава 6. Тоа беше еден мал хендикеп, затоа што во дописниот шах бројот на играчи и на поединечни и на екипни турнири се прави непарен. За да имаш парен, да имаш исти број на фигури и со бели и со црни фигури. Зашто е голем хендикеп ако си со црни во дописниот шах. А ја патнав у таа група што изгубивме една со бели фигури. Нормата беше за велемајстор, мислам, 8,5 поена, за интермајстор беше 6 поена. Ја победив двајца од тие 6 велемајстори, ама стигнав до 5,5 поени. Направив еден многу голем превигој на партија и изгубив титулата. Најмалку рем требаше. Испортив и неколку други партии кај што бев подобро. Бев оптеретен тие години и баш играв, тие 3 години траеше турнир. Играв 3 турнира паралелно. Тоа е многу. Јако имав ставено као принцип да играм 2 турнира во еден момент. Тоа е околу 20 на партии. И тоа ми беше оптимно. Тогаш играв 30. И у таа гужва ја направив пропусти. И, значи, тој турнир беше едини што сум играл на таков јак турнир. А кој го доби, спомниш ли? Добија двајца кои беа интермајстори, станаа велемајстори и уште еден стана велемајстор. Значи, тој беше силен и конкурентен, тројца станаа велемајстори. Не сеќам на имињата, германец не знам што беа. Ја играв последната партија која што отиде и на процена, со тој се сеќам Лехи Коинен од Финска. Беше работата, ако ремизираме, јас станува интермајстор, ако он победи, он станува велемајстор. Партијата беше прекината, бидејќи помина времето и одеше на проценка, така беа правилата. Да, и тоа нека комисија ги проценува или како? Комисија, меѓутоа како проценува? Каква анализа ќе пратиш? На база на твоја. Не да он ја анализира, не ги интересира. Ја имав пеше помалку, ама ја спомнувам таа партија, можда и можев да ја држам и денеска, не знам, тоа не можев да ја држам или не. Ќе го прашаш ставам на компјутер. Го прашав, он вика, предност има црниот, ама не кажува како ја добива. Да. Не може да види. Нема математичко решение да да види. Да.
И таа ми останала задача да си ја проверам до крај, дали што ми вреди. И така да заврши, да кажеме, турнирот, имаше и награди. Замисли, тој ми е един турнир што сум играл, имаше награден фонд од 8.000 марки, Deutsche марки. Ја освоив утешна награда најдобро пласиран македонски играч, мислам. А и за тоа имало? Имаше и за тоа. Плюс беа платени сите поштенски трошкови по некоја формула, колку си играл со кој земји ована. Значи, турнирот беше фантастично организиран. И беше голема афирмација на македонскиот шах во тоа време. Значи, во книгата имам негде околу 190 партии, опишани со коментари. Или со... не е проблем со тоа. Да, но и можеш, значи користиш таму кај што имаш избор оригинален, таму кај што имам оригинален. Да. На твоите се разбира. Си коментираш, али некој и со компјутер и... Да. Сега можеме да поминеме на последното поглавлje кое што е она мене што ми лежи. Game Changer. Game Changer. Матио Саблер велемајстерот и она... Alpha Zero, шак исти така знаат. Многу прашање дигна меча помеѓу Stockfish и Alpha Zero, нели? Вештачка интелигенција кој што се само обучил за еден ден, научил, нели се само обучил и просто и дури победи со Stockfish. А Stockfish е исто така денеска, мислам, за секоја поздравување затоа што тој игра на 500-600 поени рейтинг посилно од светскиот шампион Магнус Карлсен, а секој може да е достапен да го има дома. Значи тоа е нешто фантастично. Бесплатен и тоа е за секоја пофалба. Но ти си супер тука стручен да сега да кажеш нешто за вештачката интелигенција во шахот и колку таа ќе помогне на човештвото, општо во стопанството, во медицината, во другите сфери од живење, да? Ете, препуштам ти да кажеш овдека. Да објасниш на нашите слушатели и гледачи. Информатичката технологија, можеме слободно да кажеме дека е последното за сега техничка револуција во човештвото. Почна негде 50-те години. Ја имам среќа да се уклучам негде 70-те години, значи ја пратам, кога веќе почна наглиот развој, што некој можеше да претпостави дека за 40 години за мојот работен стаж ќе се стигне до таму, до ова ниво кој што е денес. И најново е што таа вештачка интелигенција сега е уште ја заговара, уште Ботвиник. Михаил Ботвиник е електроинженер, доктор и има многу книги напишани и за шах и научни книги. И он уште во тоа време заговарал дека анализите во компјутерите не биле толку брзи и моćни и немало такав софтвер, кој софтвер правено. Да, како што се денешните немало такви ресурси, мислам што имаме сега. Немало такви, ресурси. Меѓутоа дал многу идеи за тоа. Михаил Моисеевич, Да, големиот патронот, да. Патриархот, да. И сега најновото, значи, прво, не знам дали знаеш од кога се смета дека компјутерите почнуваат да нападуваат на човекот. Мислам дека највпечатливо беше кога победи со Гари Каспаров. Тоа е. Се не знам, тоа беше 99-то. Не знам че кога е. 96-та година игра првиот меч. Тој не беше да заврши, така? Не, победи Каспаров 4-2. А Каспаров победи, Победи Каспаров. И тој закажава реванш, значи игра со Deep Blue, тој е IBM-овиот компјутер. Deep Blue за таа година дена IBM го појача и софтверот, го појача и хардверот. И 97-ма играат реванш. Првата партија Каспаров ја добива гладко. Он анализирал како игра, како му е логиката и му играл конј F3. Вика, гледал дека он тука не е као овие другите сите ги знае, ама тука не е баш толку јак. И си помислил, ќе го темам ја и сега. Меѓутоа втората партија е фантастична партија, сите ја признаваат дека е тоа играно на највисоко велемајсторско ниво.
и Каспаров. Сицилијанка со C3 имаше една многу впечатлива победа, ако не се лажа. C3 D5 е нешто е. Може, има кривиче за. Ти за која партија е? Мислам, многу беше целиот печи интересен, имаше голема популарност. Голем, не е важно, голема популарност. Голема, да. И има еден, да кажем, интересен момент. Компјутерот го надигрува Каспаров. Меѓутоа, прави грешка, вместо да бега со кралот на Хајде, бега на F1 и му пружа на Каспаров шанса да ја евентуално ремизира партија. Иако денешните компјутери како и тука има предност, период компјутер. И Каспаров ја предава партијата во позиција која што се мисли дека била Реми, тогаш се мисли се дека е Реми. И тој загуби една впечатлива партија во Карокан, дали беше последната кога на коње 6 дозволи, кога победи од 20 на потези. Значи, после тој пораз во втората партија, Каспаров не се опоравува. Значи, некои партии играат Реми и последната партија Каспаров со црни фигури игра Карокан, меѓутоа не се знае од кои причини дозволува жртва на E6. Таа е позната жртва. Познато е дека дали мисел дали имал анализи, не знам. Веројатно имал некои анализи. Ама таква позиција против компјутер не се игра. Не се игра, многу е ризична. И со жртва на фигура на E6 компјутерот го победува и завршува мечот 3-2. Она што ја ти велам за таа сицилијанка со C3 каде што е Каспаров црни, значи таму Каспаров губи во позиционна игра. Човек го победува во позиционна игра и затоа многу му ја вреднуваа таа победа на компјутерот затоа што го надигра позиција. Ајде речеме ова може би е втората. Тоест C3 D5 и она Сега ќе погледаме. Значи има партија, има ставено и такви партии. Не, книгата е прекрасна, ја препорачуваме секому, значи први околу сега е со тврди корици, со тврд повес, значи оди во библиотеките, оди... Види, да, како... Оди. Ние добивме и поддршка од Министерството за култура. Ако треба и тоа да се каже, секоја поддршка... Наведено е во книгата и сме обврзани да дадеме 5 книги на Универзитетска библиотека во Скопје, 50 книги за библиотеките во Македонија. Значи, ние ги даваме на како се вика, на Универзитетска библиотека, они ги распределуваат. Значи, тоа е... Значи, ќе биде доста така се запишеш во библиотека, некој што се интересира за шах може да ја купи, односно да ја излеги, да ја гледа, да учи, да види и така натаму. Ова е... Не е таа партија. Еве, Карокан има, оваа партија се игра шпанка. Шпанка, добре. Добре, шпанска е исто позиција на отварање. Да, шпанска. И сега, значи, завршното поглавје ми е таа вештачка интелигенција, односно се уведе дека со овие инженери софтверот што е компјутерски, тој софтвер како работи, развија милиони, милиарди варијанти, односно позиции и ги цени. Меѓутоа се уведе дека шахот е таква игра која што е практички бесконечна, шах символ на космосот, нели? И зборевме таа тема уште. Па да, како алгоритмот и така натаму. Ама Михаил Мојсевич, да речем Веска го спомна кој ботвеник, нели? Тој сметал дека шахот е неправилна математичка задача. Значи задача која што нема решение практично и затоа он сакал да го на различни целини да го раздели, за да може поблиску да дојде до решението на задачата. Така, да, он сакал да видел дека тука вртење на многу комбинации џабе тие не можеш тие толку експоненцијално растат да се купи и најснажниот компјутер. И он сакал да направи една одредена селекција во смисла дај само оние што да го одвои важното од неважното, да? Тоа го прави сега со вештачка интелигенција. И сега како работи овој Алфа Зеро? Он прво во него не е уградена никаква теорија,
пуштен да игра самиот со себе, одигнал 40 милиони партии во рок од 9 часа и он си створил некое свое знаење. Значи тоа е суштината на вештачката А енергија. кога го учел? Сам со себе играл. Не играл, Само му ги кажале правилата. А само правилата Кралот не оди вака, кралот оди И ништо вака, ништо друго. Тоа е Фантастична фасцинантно, работа, да. фасцинантно. И самиот научил да игра, као дете мало, а и пушти го да игра. И овој, после него го имаме и Leila компјутер, Leila Zero open source програм, кој што па му е ставено да игра 200 милиони партии. Значи он одиграл сам со себе 200 милиони партии и од тоа учил. Тој е наследник на AlphaZero, да? Да, наследник, пошто AlphaZero е толку развиено, таа е една англиска фирма и сега, али AlphaZero се развива и понатаму како open source програм, кој што секој може да учествува во развојот на тој софтвер, да дава своји предлози, да дава... За AlphaZero збориме или за сток зарубе? Не збориме за исток, не, AlphaZero е затворен програм, тоа фирмата. За Leila. А, за Leila е отворен. Leila Zero или така се вика. Да. Кој што е пандан на AlphaZero. А, така. Сега во последниве години, година дена, се увиде дека и Stockfish, кој што е open source, не може толку да напредува ако не угради елементи на вештачка енергија. И сега новите верзии, Stockfish 12, 13, се имаат елементи на вештачка интелигенција и во последните мечеви Stockfish го победува AlphaZero и Leila. Затоа што побрзо се развива, уградени му се оние Тоа што му недостасуваше. Што му фалеше, Да. плюс он има многу градена и теорија и сите тие работи. И е конкурентен. Одлично, понатаму ќе се развива, сега баш ќе следиме тоа и како и се. Ама најважно е денеска што и сите шахисти практичари имаат дома, си имаат дома вакви, како да ги наречем, фасцинантни нешта. Па или не може денес. Значи да, и секогаш значи да ти покаже, да ти каже, да учиш и така натаму. Оваа тема, љубов за вештачка интелигенција е многу широка тема, голема тема, многу е интересно слушателите да дознаат малку повеќе за тоа. Ама денешната емисија веќе треба ние да ја привршиме и затоа ќе имаме уште едно издание, каде што повеќе кажеме за вештачката интелигенција, колку е таа важна денеска, значи тоа е врвен технолошки дострел. И ќе погледнеме парти, претпоставам од книгава која што туку треба да излезе во нели во поширок тираж, во поголем тираж, ова е пробна верзија која што ќе оди прво во македонските библиотеки, што не ми е драго. Почитувани, тоа би било се, денес беше многу интересна емисијата, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Наш гостин беше мајсторот Љубомир Хаџиманев. Вие бевте се емисијата Шах со Љубиша Дорски. Бидете со нас и во следното издание, продолжуваме со мајсторот Љубомир Хаџиманев, со кој што ќе говориме за вештачката интелигенција, поврзаноста со шахот, вештачката интелигенција во другите области, во важните области од животот на човештвото и се разбира и со неговото творештво, значи со акцент на дописниот шах и на книгата која што туку излезе од печати која што се вика Дописниот шах во Македонија. Поздрав!